На трибината присутните граѓани беа запознаени со условите за влез во земјите на Шенген зоната, на што треба да внимаваат при планирање на патувањето, визното олеснување, правото и времето за престој во странство, како и за последиците од злоупотреба на визната либерализација. Визната либерализација за нашите граѓани се однесува само на кратки патувања, а не и за подолг престој, односно со намера да живеат во некои од земјите членки на Европската Унија. Визната либерализација не може да послужи на нашите граѓани за добивање на азил, бидејќи доколку нашите граѓани патуваат со таква цел во земјите членки на Европската Унија, од истите земји ќе бидат депортирани во Република Македонија, а при тоа може да и биде изречена привремена или трајна забрана за влез во земјите на Шенген зоната. Да не се подлегнува на манипулативните трикови на туристичките агенции, кои нудат патување на граѓаните во неколку европски држави за одреден финансиски надомест за стекнување на статус азилант, затоа што добивање на таков статус за нашите граѓани е невозможен, апелираа полициските инспектори. На трибината присутните граѓани, од кои поголемиот број беа од ромска националност, се пожалија дека со комплетни документи за излез од државата на граница ги враќаат само во зависност од бојата на лицето, односно затоа што се роми. Полицијата на тоа со одговор. Има, и од нашата општина кои патуваат со таа намера да бараат азил во земјите членки на Европската Унија, меѓутоа истите биваат депортирани за Република Македонија. Има, наши граѓани кои се враќаат од гранични премиери, меѓутоа се тоа со одредени причини, односно не ги исполнуваат сите услови за да излезат од Република Македонија. Присутните беа информирани и со измените и дополнувањата на законската регулатива, а полицијата со апел до граѓаните придобивките од визната либерализација целосно да ги почитуваат со цел полесно да патуваат во земјите од Шенген зоната и користење на бенефитите од истата.